Не настапува често во медиумите, но кога гостува е вистинско задоволство да се следи и слуша. Зашто секогаш има што да каже. Го немаше од 2018 до септември минатата година и од тогаш еве го денеска во нашето студио. Универзитетскиот професор по историја доктор Никола Жижов. Професоре, добре дојдовте во нашето студио и ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата да бидете наш гост. Ви благодарам за поканата и за убавите зборови, се надевам дека ќе направиме добра емисија. Да се надеваме. Во овие турбулентни времења, сепак би сакал да започнеме малку по-релаксирано. Би рекол, полежано. Прво ме интересира дали по подпишувањето на двата договора, оној Преспанскиот со Грција и договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија, се забележува тренд на намален број студенти на катедрата по историја на Филозофскиот факултет во Скопје. Да, секако овие два склучени договора што нашата држава ги направи со Република Грција и Република Бугарија влијаат и на бројот на студентите кои што се запишуваат при Институтот за историја на Филозофскиот факултет. Таа бројка е осетно намалена. Веројатно една од причините се и овие два договори кои што некако како да ја направија непопуларна историската наука. Меѓутоа морам да истакнам дека тие студенти што се запишуваат се многу квалитетни, исклучително добри студенти и се гледа дека со љубов се запишале на Институтот за историја. Ово ве прашувам зашто во основата на двата договора се историјата и идентитетот на македонците. Дебатирате ли со нив? Се чувствували кај нив некаква вознемиреност во смисла на тоа дека ја промашиле групата и сопствената лична иднина на пример? Морам да истакнам едно мое огромно задоволство од тоа какви се моите студенти. Моите предмети обично се во четврта година и тука веќе студентите доаѓаат оформени, се наоѓаат пред нивно дипломирање. Имам исклучително одлични дискусии, тие покажуваат огромен интерес особено кон македонскиот дел од историјата. Често дебатираме, доста читаат монографии, научни статии, прилично се активни во таа сфера на преглед на голем број на електронски статии на интернет кои што се однесуваат на Македонија. И во тие дискусии гледам дека има голем степен на свесност за тоа што ни се случува. Меѓутоа, ниту еден студент досега не искажал каење за тоа што се запишал на Институтот за историја. Има меѓу нив и такви што би замениле членови од Мешовитата комисија со Бугарија? Па од моите разговори што ги имам со нив и дискусии, обично тие го истакнуваат ставот дека нема потреба од постојање на историска комисија, затоа што тоа е ирелевантно, ги гледаат добро македонско-бугарските односи, ја знаат суштината на проблемот и затоа ги делат овие ставови кои што впрочем и јас ги имам. Тоа значи дека не ги очекува баш светлина со оваа власт? Па јас мислам дека тие гледаат долгорочно и дека се концентрирани кон тоа што подобро да се подготват за својата идна професија. Секако еден дел од нив нема да бидат само дипломирани професори, туку ќе продолжат на постдипломски студии, некои од нив можеби ќе се запишат и на докторски студии и ќе докторираат. Тоа треба да представува идната замена на актуелниот состав на професори на Институтот за историја. Дај Боже да иде секако што треба. Јас сум оптимист. Во својот последен настап на телевизија Алфа, излеговте со став дека оваа генерација македонци ја изгуби битката, но не и војната. Може ли да ни објасните што подразбирате под ова? Тоа го кажав како еден вид на символика, меѓутоа таквите мои искажани ставови се должат на фактот што навистина сега Република Македонија се наоѓа во една дефанзивна позиција. Претрпевме повеќе неуспеси со склучените договори со Република Бугарија и Република Грција и оттаму беше тоа мое изразување дека битката е изгубена, меѓутоа условно кажано дека војната ќе продолжи.
Македонското прашање секогаш било еден вид на Гордиев јазол на Балканот. Неговото решавање, кој колку и да се обидува да го реши во негова полза, ако не се постави на принципиелни позиции, тогаш ќе имаме се уште голем број на енигми кои што ќе продолжат во иднина да го тангираат и одредуваат степенот и развојот и интензитетот на македонското прашање. Оттаму нашата битка, битката на нашата генерација, јас велам за жал, ќе се префрли и на следните генерации, на нашите деца и на нашите внуци, кои што сигурно ќе знаат како да постапат во настаните кои што доаѓаат. Ваша специјалност е југословенско-бугарските односи меѓу двете светски војни. В сабота на 4 февруари со многу тензии треба се чествува годишнината од роѓењето на македонската револуционерна икона Гоце Делчев. Настанот е оценет како настан од висок државен безбедносен ризик, поради најавите за доаѓање на голема група бугарски граѓани. Треба ли македонците и бугарите заеднички да го чествуваат? Дали двете општества се зрели за такво нешто? Ова ваше прашање има два аспекта. Кратко првиот дел сакам да го објаснам. Јас длабоко сум убеден и сакам да верувам дека до инциденти нема да дојде, иако информациите што доаѓаат од различни страни во ова море, во овој океан на информации укажуваат дека е можно такво нешто да се случи. Поаѓајќи од таму, јас ги повикувам сите македонци кои што тој ден ќе тргнат да го чествуваат роденденот на Гоце Делчев, тоа да го направат со дигнитет, со една гордост и да не подлегнуваат на било какви провокации. Тоа е првиот дел од вашето прашање. Во однос на тоа дали треба да се слави заеднички Гоце Делчев помеѓу македонскиот и бугарскиот народ, мојот одговор е дециден не. Зошто велам не? Моите истражувања низ архивите, прочитаната обемна литература, необјавени, објавени извори, укажуваат на тоа дека револуционерната дејност на Гоце Делчев нема никакви допирни точки со бугарската историја, освен само понекогаш неговото физичко присуство во Софија и во некои помали градови во Бугарија. Целиот негов живот, целата револуционерна дејност на Гоце Делчев е посветена кон еден негов идеал. Тоа е ослободувањето на Македонија од отоманска власт и создавање на автономна македонска држава како степен до доаѓање на независност на Македонија. Немаме никакви допирни точки во поглед на тоа со бугарската историја. Јас немам ништо против, ако тие сакаат и сметаат како бугарски народ дека треба да си го празнуваат, нека си го празнуваат во Република Бугарија и нека си објаснуваат на нивната јавност зошто Гоце Делчев е важен за бугарската историја. Меѓутоа, длабоко сум убеден дека заедничко чествување не треба да има. Тоа евентуално заедничко чествување, за жал, бугарската политика сака да го искористи, да го прикаже Гоце Делчев како дел од така наречената во наводници заедничка бугарска историја, што тие ја третираат како бугарска историја. И поаѓајќи од тоа, сметам дека заедничко чествување не треба да има. Инцидентот во Охрид со секретарот на клубот Цар Борис III, Христијан Пендиков, кој се чувствувал како бугарин, ги зобре страстите до максимум. Според вас, што беше целта на ова? Македонците уште еднаш да се прикажат како тирани и насилници или како можност да се испровоцираат бугарските граѓани за масовно доаѓање во Скопје, што потоа ќе се искористи за прикажување како на прво заедничко чествување на Гоце Делчев? Ние добро знаеме како македонска јавност дека Република Бугарија повторно се наоѓа во предизборен период. Главната причина за овој инцидент се всушност изборите во Република Бугарија, која што за нивна жал никако да формира влада. Затоа им беа потребни вакви настани, вакви немили инциденти за кои што јас искрено жалам и сум против тоа да има насилство во било каква форма и заради било која причина. Меѓутоа, овој инцидент во Охрид ќе биде искористен бугарските политички партии да се надпреваруваат во предизборието кој повеќе ќе зборува за Македонија.
Во суштина и низ историјата назад, македонското прашање од секогаш било главна тема на бугарските политички партии. И од тие причини мислам дека е предизвикан и овој инцидент. Затоа еве уште еднаш да апелирам до поголемиот дел од до најголемиот дел од македонската јавност која што ќе ја гледа оваа снимка, оваа емисија, да не подлегнуваат на вакви провокации. Секако овие провокации имаат добро осмислена позадина однапред и претходно подготвена. Ако ние влеземе како македонци во тоа насилничко сценарио, најголем губитник ќе биде Македонија и македонскиот народ. Затоа треба да бидеме прилично смирени, да бидеме рационални, секако дека треба да си ги браниме нашите македонски национални и државни интереси, но тоа да го правиме на еден поинаков начин, не вака со насилство кое што го осудувам, без разлика кои се мотивите и причините за истото. Лично очекувате инциденти? Јас длабоко сакам да нема инциденти, меѓутоа сето тоа што го имаме како информации преку медиумите, веројатно за жал некој ќе се обиде да предизвика инциденти и заради тоа е мојот повик до македонскиот народ да внимава како се однесува и како постапува во врска со овие можни најавени инциденти на 4 февруари. За Делчев се знаат многу работи. Има ли нешто што е помалку познато на домашната јавност? Па видите вака, јас како историчар имам истражувано и сум гледал обемна архивска документација за Гоце Делчев од различна провиниенција. Без разлика дали е тоа личниот фонд Гоце Делчев 1938К во Централниот државен архив во Софија. Да, така е. Без разлика дали се тоа други лични фондови на револуционери, без разлика дали се тоа некои спомени, одредена архивска граѓа која што сосема случајно сум ја нашол, например, во фондови што се на државни институции во Бугарија, например, фонд Министерство за надворешни работи, фонд Министерство за внатрешни работи. Меѓутоа имам гледано обемна архивска документација за Гоце Делчев. За македонската јавност можеби многу работи ќе бидат ексклузивни и непознати. Иако бугарската историографија интензивно публикува архивска документација за револуционерната дејност на Гоце Делчев. Така е последната збирка Архив Гоце Делчев издадена ми се чини само пред една година или година и половина. Тоа е бугарски зборник на документи. И таму, ако се погледне целата таа документација објавена и тоа што јас сум го истражувал, можам да истакнам дека револуционерната дејност на Гоце Делчев секогаш е насочена кон една идеја, кон еден идеал. Ослободувањето на Македонија. Ниту во еден документ не можете да најдете дека Гоце Делчев припаѓал на некоја бугарска политичка партија, на некоја бугарско здружение, дека контактирал со некои бугарски политичари, дека правел одредени стратегии за активирање во бугарскиот политички живот, дека имал некакви задкулисни игри. Тоа го нема во ниту еден документ од револуционерната дејност за Гоце Делчев. Дури и во таа документација, која што е од провиниенција на другите револуционери, без разлика од кои идејни теченија се. Дали се тоа десничари, врховисти, централисти, сите имаат позитивно мислење за Гоце Делчев. И ако се пресмета, сушност, неговиот животен век, кој што е многу краток, ќе се види дека најголемиот дел од неговиот живот тој го поминал на територијата на Македонија, под отоманска, под турска власт. Речи си и да нема населено место на етногеографската територија на Македонија, каде што Гоце Делчев со соборци, со чета, не дошол, не пропагирал кај македонскиот народ да се приклучи кон внатрешната македонска револуционерна организација. Треба тоа да го знае македонската јавност, за да го почувствува уште поблиску Гоце Делчев како една икона на македонската револуционерна борба и како една икона на историската ВМРО. Тоа е тоа што можам да го кажам, инаку овде би сакал да ја искористам приликата и да истакнам дека дел од таа архивска граѓа, копии и факсимили на оригинални документи подпишани од Гоце Делчев или до Гоце Делчев, имам објавувано како факсимили во дел од моите монографии, што сум ги пишувал на тема на македонската револуционерна борба или монографии за одредени македонски револуционери, се со цел македонскиот читател да види
кои се ставовите на Гоце Делчев, да го препознае неговиот подпис, неговиот ракопис, неговиот стил. Кон средината на февруари се очекува нова средба на заедничката мешовита македонско-бугарска комисија за прашање од историјата и за учебниците, на чиј дневен ред повторно ќе биде ликот и делото на Делчев. Можно ли е некакво решение и во кој правец би се движило тоа? Не, решение нема да има. Јас повеќе пати сум истакнал дека историската комисија и нејзината работа веќе е ирелевантна и непотребна. Уште од почетокот кога се формираше истата, јас истакнував дека нема потреба од нејзино постоење, затоа што таа е формирана со одлуки на двете влади и нормално е дека е под некаков вид директен или индиректен притисок да постигне некакви решенија кои што се зацртани во сите документи кои што произлегува од договорот за добрососедство со Република Бугарија. Всушност, генезата и изворот на сите овие проблеми што денеска ги имаме е тој договор, фамозен договор подпишан на 1 август 2017 година. Последно одреди за заедничка историја. Таа придавка, таа несрекна придавка за нас македонците заедничка историја е генератор на сите проблеми што ги имаме сега. Би било посоодветно решение заеднички процеси во историјата, би улеснило нешто? Не, видете, не можат да најдат допирна точка македонските и бугарските историчари во било каква форма и да се сретнат и да дебатираат за Гоце Делчев. Тоа се однесува и на тие конференции што сме ги имале, на кои што сме учествувале македонски и бугарски историчари. Ние никогаш не сме нашле заеднички јазик со нив, меѓутоа добрата страна била во тоа што сме дебатирале како научници на симпозиуми, на конференции, таму каде што е и нашето место, а не во вакви комисии каде што се знае дека обично се работи под одреден вид на директен или индиректен притисок и заради тоа и би се очекувало дека би требало да се најдат, сега велам, би требало да се најдат некакви изнудени решенија кои што во овој момент не можат воопшто да се издефинираат кога е во прашање револуционерната дејност на Гоце Делчев. Овој владен состав вчера даде отчет за своето едногодишно работење и ги потенцираше перспективите за оваа година, во чиј центар на внимание се најде уставните измени за вметнување на бугарите во уставот. Но јас би рекол малку на еден многу несреќен начин. Зашто во стилот на добро познатите титовистички постулати и комунистички доктрини, од поделбите на националното ткиво по војната, со прашањето дали да се оди на Солун или на Срем, или дали си за Тито или за Сталин, сега премиерот Димитар Ковачевски и првиот вице-премиер Аркан Груби ни порачаа дека тие што се против уставните измени се и против членството во ЕУ. Историјата ни се повторува како фарса или како трагедија. Како одговор на ова ваше прашање, веднаш ќе го потенцирам најавената предлог декларација од Бугарското собрање што веројатно ќе се изгласа овие денови. Таму во точка 7 ми се чини дека стои еден дел каде што вели, парафразирано: никој не смее да се занимава со бугарската историја и минато во Република Македонија, затоа што тоа од страна на бугарската држава ќе биде третирано како антибугарска кампања и антибугарска реторика. Погледнете го тој член 7 и ќе видите докаде со оваа втора декларација за кратко време оди Република Бугарија. Ќе ни биде забрането да зборуваме на македонски историски теми затоа што тие ќе бидат третирани како дел од бугарското минато. Зошто ви го потенцирам ова? Да е некоја природна ситуација како во некоја западноевропска држава, прашањето за вметнување на некоја помала етничка заедница во уставот ќе биде бенигно прашање. Меѓутоа, каде се наоѓа замката овде? Јас мислам дека таа замка му е јасна и на последниот неверен Тома во Македонија, затоа што евентуалното внесување на бугарите во македонскиот устав ќе отвори институционализирана форма за понатамошно делување на бугарската пропаганда во Македонија и за
во наводници освестување на нови бугари. Затоа што знаеме дека тоа е инструмент на бугарската пропаганда за дејствување во Македонија. Поаѓајќи од овие сознанија, кои што ги имам јас, тоа е мој личен став, не мора некој да се согласи со него. Сметам дека не треба да се внесат бугарите во Уставот на Република Македонија, затоа што ситуацијата и така комплицирана и тешка ќе се влоши уште повеќе кога се во прашање македонско-бугарските односи и веројатно ќе се вратиме на точката и на степенот на тие односи како во времето на Информбирото во 1948 година, кога била укината културната автономија на македонците во Пиринскиот дел на Македонија заради судирот на тогашна Советска Русија со Југославија и каде македонското прашање било колатерална штета. И истото веројатно би ни се случило и така. Мислам дека ако се продолжи во вакво темпо да се наштетува на македонските национални интереси, не само што нема да се подобрат македонско-бугарските односи, туку за жал тие во иднина уште повеќе ќе се влошуваат. Да ве потсетам дека 2023 година е јубилејна година за многу историски настани. Оваа година треба да прославиме 120 години од Илинденското востание. Дали мислите дека ќе нема пак бугарски провокации од одредени политички фактори? Сигурен сум дека ќе ги има. Оваа година исто така на 4 мај навршуваат 120 години од убиството на Гоце Делчев. Еве повторно датум каде што може да ни се случат вакви немили настани и вакви тензии кои што само ќе го оддалечуваат македонскиот и бугарскиот народ уште повеќе. Не по нивна вина, туку по вина пред се на агресивната бугарска политика кон Македонија и македонското прашање. Представници на бугарските здруженија клубови во Македонија најавија следба со еврокомесарот Вархеј, меѓутоа таму имаше една многу чудна конструкција во која македонците и македонското прашање, односно придавката македонски, добива само територијално значење, а не и етничко значење. Тоа значи дека и они многу свесно прават разлика, па би рекол дури и провокации со самите содржини што ги испраќаат и објавуваат во нивните медии. Видете, тоа е дел од една долгорочна бугарска стратегија која што е стара 130 години. Уште од 1878 година кога е Бугарија добила автономија во рамките на Отоманската империја. Уште од тогаш датира таа обсесија и таа бугарска државна стратегија кон Македонија и македонското прашање. Првин заради фамозниот член 23 од Берлинскиот мировен договор, па понатаму има продолжение во периодот на Балканските војни и разните мировни договори, Лондонски, Букурешки мировен договор, па на Версајската мировна конференција, па потоа разни бугарски тајни и полутајни државни стратегии за македонското прашање во периодот меѓу двете светски војни. Тие немаат во суштина ништо сменето во однос на нивните ставови кон Македонија. За жал морам да и предочам на македонската јавност дека според мое длабоко уверување, врз основа на сите мои истражувања од оваа проблематика, дека Бугарија никогаш нема да го смени својот став кон Македонија во тој дел каде што ќе негира постоење на посебна македонска нација. Тоа е вековна бугарска државна стратегија. Треба на сите да ни биде јасно. И кога ќе го имаме овој факт во предвид, така треба да ги формираме односите на Република Македонија кон овој проблем, кој што ќе не тангира уште долги години нанапред во иднината. Кога последен пат сте биле на истражување во Софија? Па, мислам дека беше 2014 или 2015 година, тоа е веќе колку 7-8 години. Тоа е последниот мој научен престој во дел од бугарските научни институции. Тогаш истражував во Централниот државен архив во Софија и во архивот на нивната Народна универзитетска библиотека Свети Кирил и Методи. Од тогаш, за жал, не сум отишол на истражување во Бугарија. Да не сте на
црната листа. Таа првата не е овие сега што се најавуваат како нејзино продолжување. Навистина не можам да имам сознание дека има такво нешто, но се е можно, знаете како е, тоа се македонско-бугарски односи. Јас искрено се надевам дека нашите односи нема до таму да отидат до тој степен да се прават разни црни листи. За крај, може ли да ни откриете на што моментно работи професорот Жешо? Па во последните години се фокусирав да ја систематизирам огромната архивска граѓа што ја имам донесено од бројни истражувања во балканските архиви пред се во Бугарија, и пред 2 години излезе од печат мојата монографија за Кирил Дрангов. Сега моментално јас работивме и е во фаза на техничка обработка и лекторирање книгата спомени, документи на еден помалку познат македонски револуционер Трајко Чундев. Таа книга ја изработивме заедно со колегата Теон Джинго и веројатно во период од неколку недели ќе излезе од печат. Додека за следната година планирам еден зборник на документи и една монографија по повод еден историски настан. Така што нема да застанам со пишувањето на книги, имам собрана огромна архивска граѓа која што планирам да сме живи и здрави да ја објавам во наредниот период кој што доаѓа. Последниот пат кога пиевме кафе, преку Државниот архив ја објавивте книгата за биографијата на Борис Рафов. И тогаш ветивте, си дадовте збор дека во иднина нема да објавувате ниту еден научен труд на сметка на државата. Се придржувате на тоа? Да, цврсто стојам на тие позиции. Убаво што се сетивте на тој наш разговор. Јас моите ставови многу тешко ги градам. Ми треба долги години да изградам став кон нешто, а потоа ставовите уште потешко ги менувам. Причината што имам таков став е тоа што не сакам на моите монографии да стои името Северна Македонија. Тоа е една од главните причини. Може би некои сметаат дека тоа е исправно, може би не, меѓутоа јас сите овие мои монографии, публикации, сега ги правам со мои приватни средства или евентуално со одредени донации кои што ги наоѓам самиот со еден услов во името на книгата да стои само името Македонија. Професоре, ви уште еднаш ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и на вас на Беше поканата. чест и задоволство. И мене исто.